Поранешните вработени во Прилепски Еврокомпозит кои што заминаа како технолошки вишок, денеска го блокираа патот Прилеп-Скопје, поради тоа што од владата им било соопштено дека за нив нема предвидено пари во буџетот за 2021 година за исплата на неисплатените придонеси од 2012, иако за тоа државата донесе закон во 2019 година кој што и излезе во службен весник. Им било кажано дека државата била во голем минус и дека најголем дел од парите сега ќе оделе за борбата со COVID-19. Еврокомпозитовци се крајно револтирани и велат дека владата ги лажи веќе трета година поред. Значи, дефинитивно, како што гледате, овие луѓе позади мене се забораени од оваа држава, од оваа власт, значи, едно 3-4 години не лажа дека ќе ни го реше проблемот, меѓутоа до ден денеска никој нема повтено да го решава нашиот проблем. Проблемот го знаете и вие како новинари, а го знае и цела македонска јавност. Значи, ние с не отпишани, едноставно не рачуна како за луѓе. Директно разговаравме со представникот на општествениот капитал Чачорова, кој арогантно се понаша, не сака ни да не слушни да разговара со нас. Значи, не сака да разговара. Јас ви кажав, на последната средба со премиерот Бетичи ни беше ветено дека во Комисијата за финанси ќе го разгледува нашиот случај и ќе дај предлог до влада да се во 2021 во буџетот да влеземе како загубарите што влегоја да му се плата придонесите. Ни рекоа дека има огромна дупка од 100 милиони евра, нема шанса вика сега да разговараме со вас. Сите пари ќе одат за COVID-19. Премиерот наш поважно му е да ги легализира опојните средства, него да го реши нашиот проблем. А не вети дека ова ситница 1 милион евра ќе ги платиме. Мислам дека поважно му е кој ќе ги реализира опојните дроги, па со средствата од опојните дроги веројатно ќе ни исплати нас. Сега некаква минимална надеж полагаат дека прилепските пратеници и од власта и од опозицијата ќе побараат да се одвојат пари за нив со амандман. Во спротивно најавува тужба против државата. Буџетот се разгледува комисиски се уште и до 25 декември треба да се донеси. Сега, јас од еден апел да упатам до владата, до Министерството за финансии и до пратенициве сите, и нашиве, и сите пратеници, да се одважа со амандман, прибидејќи во буџетот ставка нема влезе. Со амандман да се делува и да се усвои, тоа е во моментов единствено исправно решение, ако сака. Ако не нас, што ни преостанува во оваа ситуација? После нова година да најдеме адвокати некој и да ја тужиме државата за не спроведување на законот, затоа што законот во собранието на Република Македонија е донесен 2019 година. Инаку во фирмата се останати уште 50 вработени кои скоро една година не земаат плата, а исто толку време не работи ниту самата фирма. Владата подлог период најавува влезна инвеститор, но тоа никако да се исполни. Инаку вкупниот долг на Еврокомпозит е околу 6 милиони евра, што и најверојатно е пречката за влез на инвеститорите.